Додека се чекаат официјалните детали од истрагата за вистинската причина за трагедијата во Тетовскиот ковид центар, како изгледаше хронологијата за плановите, набавката и поставувањата на модуларните болници. Откако се констатираше дека е неопходно нивно поставување, мораше прво да се измени законот за градба. Од него потоа произлезе дека решение за поставување издава Министерството за здравство. Модуларните болници воопшто не се водат како градби и затоа за нив не важат стандардите за градби од прва, втора и трета категорија. Овие објекти се водат како монтажни објекти, нешто налик на трафика. Истото го призна неколку пати и премиерот Заев. Дефинитивно сите знаеме дека поставивме модуларни контењери префабрикати, односно претходно сработени во фабрики. За таквите времено поставување на објекти не се дава употребна дозвола. Се прави примопредавање на самиот објект и законот јасно тоа го опишува. Сум бил и градоначалник и знам кога се дава употребна дозвола, таму кај што имате дозвола за градба, се дава и употребна дозвола. Таму кај што имате времено поставување на модуларни префабрикати контењери, префабрикати значи претходно изработени во фабрики, таму се прави примопредавање. Според министерот Филипче, неопходни биле модуларните болници, но и најпрактични. Нивното постоење не спасило да не снајде италијанското сценарио. Нема модел со кој што може да се направи толку голем број на кревети за толку кратко време. Ние направивме 700 болнични кревети за помалку од 2 месеци. Благодарение на тоа имаше кај да сместуваме пациенти. Алтернатива на тоа е италијанското сценарио да луѓето се заглавени во итните колите за итна помош пред болници, да нема кај да се сместат. По поставувањето на монтажните болници следи и нивно опремување, приклучување на струја, вода и кислород, но дали некој и кој извршил увид на овој процес? Неодамна лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски објави документ кој покажува дека Министерството за здравство барало модуларните болници да бидат составени од зидни и кровни пурпанели, кои се ефтини, но и се најслабо огноотпорни. Исто така надлежното министерство никаде не бара да бидат доставени тестови од произведувачот на било кој материјал кој е вграден во болниците. Правилникот вели дека овие објекти се од категорија Г, а за нив важи дека истите мора да имаат огноотпорност од најмалку 2 часа. Во реалноста, болницата во Тетово изгоре за само 2 минути. Она што е јасно е дека во ниту една од модуларните болници немало противпожарни системи, а уште помалку план за евакуација, освен таа на скопските клиники. Инаку, од 15 април годинава, кога беше пуштена во употреба, до катастрофалниот пожар на 8 септември кој однесе човечки животи, ковид центарот во Тетовската болница на 2 пати се најде во фокусот на јавноста. Еднаш заради сечењето на цевките за довод на кислород и претходно на самото отворање кога беа утврдени грешки при градбата.